Проширувањето ќе остане значаен приоритет на Ирска за време на нивното 6-месечно председавање со Европската Унија, порача од Скопје ирскиот амбасадор Брендан Варт. Пред пратениците во македонскиот парламент ги представи приоритетите на председавањето, велејќи дека Македонија може да смете на поддршката на Даблин во интегративниот пат. Конкурентноста, вредностите и безбедноста се трите теми кои ќе бидат во нивниот фокус. Силно ја поддржуваме и Северна Македонија и незиното пристапување во Европската Унија и ќе работиме заедно со партнерите во Унијата и со властите тука во Скопје, за да видиме кој напредок ќе може да се направи на тоа поле. Ќе работиме за унапредување на владењето на правото во рамките на Унијата во сите земји членки, како и на зајакнување на демократската отпорност. Македонија останува посветена на реформите, вели заменик министерката за европски прашања Трајков. Порача дека очекувањата се таквите заложби да бидат вистински вреднувани од Брисел. Убедени сме дека принципот реформи врз основа на заслуги треба да остане водечки принцип на политика на проширување. Земите по кои покажуваат резултати, исполнуваат обврски и демонстрираат капацитет за спроведување на реформите, заслушуваат јасен напредок во пристапниот процес. Токму затоа очекуваме реформските достигнувања на Македонија да бидат соодветно препознаени и вреднувани од институциите на Европската Унија. За Македонија е важно да продолжиме со забрзано темпо на интегрирање на земјите од Западен Балкан во заедничкиот европски пазар, истакна потпредседателот на Собранието Антонио Милушовски. Забележуваме дека не кај сите земји членки на ЕУ проширувањето е приоритет. И затоа, ако забележите внимателно, во излагањата на клучните шефови на држави и влади или министри за надворешни работи на побитни земји членки на Европската Унија, почесто се користи зборот интеграција на земјите од Западниот Балкан, отколку фразата полноправно членство на земјите од Западен Балкан. Опозицијата повика интеграциите да бидат национален интерес, а не тема за партиски препукувања. Европскиот пат не зависи од тоа кој само денеска ќе има парламентарно мнозинство, туку зависи од тоа дали како политичка генерација ќе имаме зрелост да изградиме национален консензус околу прашањата кои што се поважни од сите нас и од нашите политички кариери. Пред 22 години, кога Ирска го имаше председавањето со Унијата, Македонија ја поднесе и апликацијата за членство во Европската Унија. Ирска ќе ја води Унијата низ сложените преговори за новата повеќегодишна финансиска рамка за периодот 2028-2034 година, со цел да се обезбеди буџет кој ќе ги зајакне конкурентноста, вредностите и безбедноста на Европската Унија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.